Мое село во твоето село. Овој пат сме во село Магарево. Село на Моликата, лековито село поради воздухот. При излегувањето од Трново влегувате во село Магарево. Познати фамилии, староседелци, занаетчи, сточари и така натаму. Селото на Димитар и Константин Миладинови. Познато по многу други знаменитости. Бидете со нас, има што да се види и да се чуе. Драги пријатели, се наоѓаме во село Магарево. Трново, Магарево нема делба. Постои само граница географски. Денешен наш соговорник е Никола Стериовски. Никола, би ве запрашал за почеток. Навистина, делба меѓу Трново и Магарево географски нема? Нема делба меѓу Трново и Магарево. Иста сме и месна заедница, село Трново Магарево. Иако целото Трново е поголемо, Магарево помало со број на жители. Купниот број на жители на Трново е негде околу 300, Магарево околу 80. Жители кои што денеска живеат? Жители кои што постојано живеат во село. Тоа, нашите села се карактеристични со тоа што има голем број викенд куќи. И кои луѓе по неколку подреден временски престој, претежно во лето, тука живеат. Добро, планинско село. Планинско село сме. Срдисано со бука, молика. Со молика. Претежно со молика, помалку со бука. Ладовина, свежина преку цело лето. Да, преку цело чист воздух. Така да надморска висина околу 1080 метри. Има илјадарка. Да, над 1000. Сега Никола би те запрашал, пошто во Магарево рика вода од сите страни. Да. Ова иде од Пелистер. Од Пелистер, да. Да кажеме вака сега. Ако Пелистер нема доволно снег преку лето, нема доволно вода. Преку лето нема доволно, да. А ако веќе падне, а има години кога немало или? Има и тогаш веќе. Меѓутоа знае дека Пелистер држи голема. Да, држи голема и има. Иако во климатските промени во последните години си го направија своето, помалку имаме. Сега, пошто вода од сите страни. Да ве запрашам прво земјоделие. Земјоделие многу помалку, освен за своји потреби. За своји потреби. Сточарството во Магарево за жал има неколку децени нема овци, а во Трново има. Од прилика 80-тите? 80-тите околу 200 веројатно така имаше овци. И од тогаш наваму скоро ништо. Не, а Трново има. Али добро, гледам дека многу е изградено викендашки. Да. Многу викендици. Многу викенд куќи. Сакам да кажам, и доаѓаат и веќе луѓе кои што не се од Магарево или секој што си има свое место? Доаѓаат од повеќе места и кои што немаат потекло од село. Се населуваат, да. Сега да те прашам вака, сточарството во село Магарево било богато, било се збори дека имало од пелистерски пасишта до село Магарево. Порано како кажува, да, имало многу пасишта. Така да имало многу овци. Цело лето овците биле на Пелистер, а цело зиму есен во селото. Да, биле во селото, да. Но многу одамна тоа било. Тоа е веќе многу одамна. Денеска е нешто сосема друго. Денеска е нешто сосема друго, така да. Крави се чуваат. Се има крави? Крави се чуваат, да. Повеќе пак Трново. Да. Сега Никола вака, пошто се збори дека Магарево имало доста, па дури и фабрика да кажа. Да, фабрика, ако можам, фабрика имало уште во пред Втората светска војна, која што после војната била разрушена, а 1987 година овде во близина беше отворена фабрика текстилна со учество покрај државата и со учество на самите жители. На мештаните, но за жал по неколку години се затвори фабриката и така и до ден денес немаме информација. А доста од селаните работени? Од сите пет подпелистерски села беа вработени, да. Како цифра колку биле? Околу илјадарка? Не, 50 луѓе, така. Помалку, 50 до 70 луѓе, мала фабрика, погон. Да, тогаш ги вика. За што беше тоа? За текстил, за јамболи, така, на битола текст поранеш. Дисперзиран погон ги вика тогаш. Да. Никола, прво што би те запрашал за браќата Миладинови. Да, помладиот од браќата Миладиновци Константин овде бил учител, постоела гимназија и тоа во првата половина на 19 век, а потоа
тој заминува стипендиран од селаните и потоа повторно се враќа и уште неколку години учителствувал во селото. Да. Во ова село доаѓале деца и од другите села или само од Магарево? Па веројатно доаѓале. Да, и други. Доаѓале поблиску. Можеме да кажеме колку дечиња во тоа време било полно селото. Немам податоци, но имало многу, бидејќи до почетокот на Првата светска војна Магарево и Трново биле големи села со голем број на жители. Важеле за центар. Да, но потоа со почетокот на Првата светска војна двете села биле изложени на големи бомбардирања и разрушувања. И тогаш се случува голема миграција. Тогаш е рушена и црквата? Да, мислам дека манастирот конаците, црквата се задржала, но иконостасите биле однесени на други места. Да. Ајде вака, би те прашал сега вака. Да. Доста трговци, доста дуќанџи, занечи во ова село. Да. Имало доста во тоа време. Може би постојат некои податоци, иако немам дојдено до нив, така да имало и доктори, како што кажуваат старите. Значи, се што било потребно за живот во тоа време, све имало. Ајде вака да те прашам денеска, пошто имаме многу викендици, многу ајде и мештани тука, ама и од надвор. Да. Како оди селскиот туризам? Дали е... Селскиот туризам има нешто започнато, иако пред 20 на години имавме некоја иницијатива, но не заживеа многу селскиот туризам. Како беше почнато од Димитар? Беше од сега починатиот Димитар Балани Беби. Да, целта му беше да се развие. Да се развие селскиот туризам. Збориме, скијање. И веќе нешто започнавме, да. Скијање, преноќевалишта. Преноќевалишта. Пошто интересно место. На гостите да им се покажи некој специјалитет за јадење, што е карактеристично, но не се реализира. Иако имаме и денес некои кои што издаваат. Има викендашки што да, но има и гости кои што сепак тоа се луѓе од градот, са немаме од мештаните постојано некои што издаваат. Добро, Никола. Тука да го споменам и порано постоеше и ски клуб за нордиски дисциплини, за трчање. Магарево? Во Магарево и од Трново. И беа наши деца од тука има освоено добри резултати во поранешна Југославија од Јанан од Превар. Значи и спортски Трново и Магарево се... но сега не постои тоа. Сега све послабо. Не постои. Никола, ти благодарам за разговор. Благодарам на вас. Почитувани, се наоѓаме на природната граница Трново-Магарево, каде што ретко кој ја знае оваа граница. За денешен мој соговорник е Христо Пановски, инаку познат како Ице во овој крај. Би сакал да ве запрашам, Христо, точно да ни ја кажеш границата, што ги дели Трново и Магарево? Ви благодарам за поканата за разговор. Се наоѓаме точно на природната граница меѓу Трново и Магарево, кој што ретко луѓето ја знаат, мислат дека се подолу чинарите, меѓутоа ова овде поточе што се наоѓа за нашиот грб е единствената граница меѓу Трново и Магарево. Од моја лева страна е Трново, од моја десна страна е Магарево. Значи ова поточе е како Трновска река или како? Трновска река се вика и е единствената природна граница кој што ние немаме никаква делба, меѓутоа некоја си природна граница. А ако ја наречеме Магаревска река? Се прифаќа? Се прифаќа. Затоа што е на меѓа. На меѓа е точно така. Точно така. Кој е добронамерник, нека повели, нека ги види. Почитувани, како нареден соговорник наш од село Магарево е Маргарита Робе. Маргарита, прво би те запрашал Арита или Марга или Маргарита? Сите имиња ми припаѓаат. Меѓутоа, кој што ќе ме викне Рита, знам дека ми од детството.
кој ќе ме викне Марга, ми е од гимназиските денови, а веќе Маргарита сум од после тоа, факултет, па семејството, мажот ми, свекрва ми, свекор ми, сите. И нормално мене името ми е Маргарита. Така. Маргарита е од мама и тате. Да, ако требаше Полимнија да се вика, мама стрико ми направи грешка. Полимија. Полимнија. По една од тетките, значи на татко ми сестри, кои што ги имаше 3, Ерато, Домника и Полимнија. Меѓутоа во тие времења имаше многу заразни болести во Магарево и тогаш и многу бебиња умираја многу мали, така да тие само ете тројцата браќа останаја. Александар, Никола беше најголем, кој што замина во тие тешки времења Уругвај на печалба. На враќање во бродо се враќаше за дома, го оплячкаја и со бродот кој што застана во Марсеј во Франција таму слезе и таму остана. Се жени со французојка, живееше во Париз и така натаму. Маргарита, би те запрашал за прво. Овде си од дете, тука си родена, тука си порасната, тука школувана и така? Не. Јас сум родена во Битола. Куќата ни е во центарот на градот, таму сум растена, меѓутоа потеклото на мојот татко и моите дедовци е од тука од Магарево, односно, ако фатиме хронолошки и историски, по националност Влаинка и татко ми Влав, а и мајка ми по татко. Дедовците мои, значи прадедовците, дошло од Москополи, Албанија. Значи можам да речам дека сум и албанка. Така. Тие тешки времења и ова нешто што знаеме, што сум читала, што сум барала, во архиво сум одела, нешто од родителите, нешто од постарите, и да составиш една историја за себе и за она што им се нив случувале, затоа што постарите или ретко, или воопшто не сакале да кажуваат, затоа што едноставно тешки времења врвеле, напатени многу и како не сакале тие да ги споменуваат тие случувања и да ги не раскажуваат. Меѓутоа, ако прашавме нешто или нешто, ќе им дојдеше на умо и ќе рече, тогаш така направивме или вака направивме. Така да составуваме некоја наша историја кој што гледаме да ја задржиме. Сега еве дојде време и моите деца пораснаја и гледам керка ми ме прашува за некои работи, да ја кажам за ова, да ја кажам за она, например, дали то така се викало и така натаму и така натаму. Сега за потеклото наше, односно тука во Магарево, сите за 1 мај одеа на излети. А јас со моите родители, рочно со мајка ми, идевме тука да си ја исчистиме куќата, затоа што во октомври месец ја конзервиравме за зимскиот период. И нормално вода пуштавме затоа што имаше снего и многу. Ние на времето со татко ми кога идевме, колата ја остававме Богоројца долу Трново, пешки идевме нагоре и овде од вратата кога влегвавме имаше 1 метро снег, значи имало, и кога ќе влегвавме, нормално со чизми, и вака правев со рацете, за да влезам во дворот, да се качиме до куќата, да видиме што има, што нема. Али, нормално затворени води и така натаму. А ние за мај, значи, идевме да се исчистиме куќата, затоа што 10 јуни не завршуваше школото, ние на 11 веќе бевме тука и цело лето го врвевме овде. Ако немаме шетано по планината, на реката си правевме сите деца што иде и други луѓе тука од градот. Например, Перо Котевски учител беше по математика во Стив Наумов и со неговите 2 деца, Таки Кота, познат сликар, уметник од градот кој што неодамна пред 3-4 години е починат, и со неговиот брат, со Јани Сирвини и со брат ми, цела планина ја вртевме и многу деца и од селото одевме си правевме брана на реката, се правеше базен и сите во 1 сат влегувавме. Говоревме за Магаречка река. Да, Магарево. Од планината горе што доаѓа, тоа е одма тука близина. Добро, нас ни е блиско, а некој може тешко му е да оди.
И таму има една чешма која што ја викаме Шупутир, од таму си полневме вода за пиење и има многу луѓе кои што полнат и денес. Има, на пример, таа Шупутир таму, овде имаме водолот Гунели, стара, која мајка ми велеше. Напи се вода од Гунели, јадиле писирење најаден си во Магарево. Так, Мислам и воздухот. Ви те прашам нешто за куќата стара ваша. Да, Вашата стара куќа ни покажа пред малку дека била тука негде во близина. да. Па, татко ми беше малку болежлив во смисол бронхијална астма и имаше проблем зимскиот период, а мајка ми пак како медицинско лице, односно медицинска сестра, која што со првиот автобус од Лерин тргна за Битола после Втората светска војна, значи застанаја работите воени и се организира одење за Битола. Мајка ми се качи во автобусот да дојде да се ги види роднините кои што тука останаја. Оти многу од нив избегаја. Јас да ви кажам сега, може долго и широко ќе се расплинам, мене пред 20 години ми дојдеа луѓе од Магарево кои што живеат во Чиле. И таткото го пушти синот да си ги најди корените. Так. И баш, мислам, кај мене беа луѓето и да му раскажуваме шо и како. Тогаш беше човекот преку 70 години и не е битно. Да. Така да, мајка ми одлучи, кога имаме тука во Магарево, тогаш беше и други времења, негде 62-63 година, ние бевме мали, и одлучија тука да си направат куќа, заради здравствени причини, и нормално, затоа што Магарево, односно Пелистер е познат за лекувалиште за таквите болести. Да. Уште кралј Александар и кралј Петар, кога му дадоа налог на министерот за здравство да најди место за сите болни од ТБЦ, тие го одбраја Пелистер. И кралот самиот дојде да го отвори летувалиштето, односно санаториумот, горе на Пелистер, кој што сега е детско летувалиште. Така да тука се изгради и имам слики од тоа време, се беше камено, затоа што во Магарево се вели каде да ископаше само ѕидови. Камења, затоа што Магарево беше големо село и цело околу беше обкружено со камени зид и долу на влезот имаше порти. Се знаеше во Магарево кој влегва и кој излегва. Така да се изгради овој и ние цело лето тука седевме. Седевме и то во време кога немавме ни струја, нити вода. Вода, јас и брат ми, па не знам колку пати на ден одевме од Гунели да полниме за мајка ми, да има да сготви, да измие пајнци, а имаше татко ми направено со ќумци од тие земјаните, од планината најдовме извор и тие носевме во дворот за перење и за вадење. Оти. Дворот цел ни беше посаден со сите зајриња. Може да те прашаме, пошто многу убаво ни кажа досега за селото, значи толку било богато со народ. Да. Нешто да ни кажеш за некоја случка, некоја девојка се заљубила, момче и така натаму. Може Имаше љубови во тоа време? Како немаше, татко ми кој ќе ми кажуваше. Ако дека стројникот бил на прво место. Добро, то не знам точно, сега може не ми текнува моменто, меѓутоа знам дека татко ми кој ќе ми кажуваше, беше многу посредено. Сега, ако овде под нас има пат кој што беше калдармен, значи пат оформен, како во Битола на времето калдармата што беше. И овде над нас беше пат. И сегде низ Магарево има многу патишта, затоа што ако ја видиме старата слика поклон од Милтон Манаки на татко ми, затоа што му речем големи пријатели беа, ни идеше дома, го памтам, јас бев мало чупе, со точако, со штипката на панталон да не му се фаѓа од овие. И ке ни дојдеше на гости, мајка ми секој пат наручек го држевме и му рече... Имаше некоја фотографија? И му рече на татко ми, Перо, знам дека си го сакаш Магарево и знам дека ќе ја чуваш сликата. И така, ја имаме сликата уште тогаш, од тогаш о рамена. Ни седеше во Битола во куќата, кога ја направи куќата тука, ја донесовме тука. После земјотресо 95-та година, пошто куќата беше камена,
И каменот диши, се движи. Ние скоро секоја година требаше негде да санираме, да правиме, и каменот е таков. И камена куќата многу беше оштетена, мајка ми одлучи да ја рушиме и стои уште камено. И од тогаш јас си имам земено тука кај мене, ја имам сликата во салонот и заедно со старото огледало со семасичка од мојот прадедо Дамјан Кардалев, тој е дедо од помајка. Така да сликата од Манаки, мислам луѓето можат да кажат разни приказни околу таа работа има или нема, меѓутоа ова е лично поклон од Манаки кон татко ми. И се гледаат зидините на сликата на Магарево, како што ви кажувам дека имаше капии. Долу кај што е таа продавницата имаше кафана. Кафана која беше кермес. И од Битола идеа со пајтони на кафана овде, во Магарево. Да ви кажам и то дека во Битола имавме преку 17 амбасади, конзулатни представништва. Се знаеше кој амбасадор во која куќа летува во летото овде во Магарево. Да. Само бугарскиот амбасадор, уствари конзул, летуваше во Буково. Така Сите други во Магарево. И се знаеше, мислам, која куќа, тие си беа спремни дека ни иди, например, во јули или во август месец, и тие седеа по цел месец. Затоа што прво за здравствени причини, за децата, општо за многу работи, а иначе, да ви кажам, дедо ми мој, потатко, кој што се викаше Јован, иначе го викавме Наку, Чачу, Ефтимски, значи старо презиме Чачу, и вилата кој што, мислам, куќата кој што имавме направено, татко ми што ја направи, иначе цел репроматеријал што се носеше, татко ми што го носевме со кола со волови од Битола за тука за да се направи. А мајка ми со трите деца, ние тројца бевме, пешки идеше од Битола. И долу кај да бојте, застанваше пауза. Са не беше само таа пауза. И го кратевме патот, ние си ги знаеме патиштата од каде можеме да скратиме и така натаму. А дедо ми во време, зборам, пред првиот светски рат, беше, значи во уште турско што се вели, во Магарево тука имаше основно училиште и во Трново имаше. А во Трново, не знам дали ви го кажа тоа дека и Димитар Миладинов беше учител во Трново. И тие се власи по потекло, и Димитар и Костадин Миладинов. И беше учител еден период во Трново, а овде во Магарево исто имаше училиште. И војна историја, татко ми ше кажваше како што патуваја, одеја, тоа беа борбени времиња и вели јас морам да се вратам за да си ги соберам децата. А што мислеше? Беше учител од прво до четврто, значи основно, во основното училиште, и тогаш во тоа време предаваја на грчки јазик. Тогаш. И заедно со основното постоеше и гимназија. Меѓутоа, гимназијата одеа, мислам, значи после четврто оделење, да го речеме поденешно, да можеме да разберат луѓето, сите деца, машки, женски, продолжуваат да учат понатаму. Кога требаше да одат понатаму, значи после гимназија, ако ние сега го земиме, заврши основното образование од прво до 8 или до 9 денешно, после не му дозволуваа на чупињата да одат да учат, затоа што чупињата стигнуваа во еден критичен период, 12 годишни, и не, чупињата не смеа да се мешат со машките. Јарно, ама Магарево познато, тогаш во тоа време не само што имаше фабрика на пикуле, која што беше долу кај Марле, по крај река. И куќата му беше одма од Каршија тука на Ридот, Карши на Андигони куќата на Тахула, таа е една од постарите куќи што е останата тука, и на старата куќа понатре на Супила, и трговците, сите познати луѓе, паметни, од аптеки имаше во селото, што немаше, значи големо село.
И се стана и вели, како вели ние на чупињата кога гледаме дека сакат да учат, да не му дозволуваме да учат. Така магаревчани направи женска гимназија. Женска гимназија. Женска гимназија и така чупињата продолжија да учат и понатаму. Затоа што многу од чупињата, дури се наежив, многу од чупињата понатаму продолжи на факултет. Јас, например, имам тетка моја, која што учеше во Лајпциг. Рајна од Битола, нашата позната фармацевтка исто, и таа ја учеше во Швајцарија. Значи, тие се сите чупиња кои што им се дозволи, макар без разлика што не се потекло од Магарево, ама нема врска, значи им се дозволи на чупињата да учат и понатаму, во Магарево се направи женска гимназија. Така да чупињата, значи селото беше големо, имаше капацитет да се наполни гимназијата. Значи, имало луѓе, да. Па тогаш имаше преку 500 деца да учат основно училиште. Тогаш. Сега, после, ева да ви кажам за дедо ми мој тука, пошто ова се случува негде за време на Првиот светски рат или кога почнуваше, австриците беа стационирани, секако кој што знам, негде кај Ѓавато. А французите долу кај Буково. Затоа и буковскиот конзул во Буково одеше на летовање. Тие се препукуваа меѓу нив, односно пука еден на друг, сите бомби паѓаја тука кај нас. Магарево, Трново, Нижополе, тука паѓаја. И дедо ми Шопре ги собира сите бакарни и вредни работи што ги има, мислам, са не зборам за злато и трна, бакарни, домашни работи вредни, си ги клава во една вреќа. Во двора има ја бунар, затоа што од бунарот си црпеа вода за разни потреби дома. Ја врзва вреќата, ја пушта во бунарот, ја заклучва куќата и клучот го врзва и го пушта во бунара и го затвора. Има ја капак нормално. Кој ќе се вратиме, по бунаро нема гајле. Кој ќе паѓа, ќе најдиме и ќе си отвориме дома. Арно, ама, и слего е во градот. Арно, ама кога се вратија не најдоа ништо. Нити куќа, нити буран може најде, затоа што беше се разрушено. Тоа беше, мислам, боиштето може не беше тука, меѓутоа бомбите кои што се пукаја бугарите и австриците меѓусебно паѓаја тука. Така да на тој начин Магарево се уништи. После тоа многу магаревчани, сега можеш ни свето да сретнеш многу. И познати имиња учеле тука, да. Сега во моментот се извинувам, може после 10 ќе ми текне, меѓутоа сега на претек не можам, иначе знам многу луѓе кои што ние во Београд одеме и таму среќавам магаревчани. Да. Ја таму среќавам, значи кои што секој на свој начин си ја наоѓаше среќата. Сега иронијата е во тоа што после тоа многу народ остана без дом. Ратот е тешка работа за секој народ. Сега многу од овде, значи стари магаревчани се карабола, овде од Карчија Стериовски, кај нас и од таа страна, Тахула долу, има и тука има ја куќа која што ја продадоја зедо едни други. После дојде од многу места што останаа празники што било куќи, дојде многу луѓе од Ротино. Дури имаме луѓе од Јабланица, а и под реката, затоа што реката што ни тече тука, мостот кај Марле што е чешмата, тука го дели Магарево со Трново. А ако куќите што ги викаме спасевците, тие сите се еден сој, мостот е главен каде што врвеа пајтоните. Сега ако погледнете подолу има уште еден мост кај што девојките врвеле за да одат да си наполнат вода. И татко ми што ме прашвате љубовти или слично. Татко ми што ми велеше, кој ќе одеа чупињата, тогаш се знае какви беа носиите. Долги фустани чупињата со шами, убаво исчешлани, стросани, па тука клаеното што треба да се клае, со лечиња, со сите работи, и чупињата кои ќе се наведнеа на гунели да ја наполнат стомната, ќе му излезеше глуждо и машките паѓаја во несвес. Мислам, тогаш беше друг начин на поимување на поимот женско, машко. Денес се е сосема друго. Ти благодарам уште еднаш за разговорот. Молим. Навистина ни кажа еден краток историјат за Магарево, за селаните на село Магарево, жителите кои што тука живеат со години. Почитувани гледачи, тука е негде и крајот на првиот дел. Ве поздравувам од село Магарево. И благодарам вам.
Мое село во твоето село. Почитувани, ова беше све во првиот дел. Останете ми со здравје и понатаму следете не Мое село во твоето село.